Навистина сум, господјо председател, затечена од неможноста на ова собраниско тело да издействува конечно податоци кои се битни и релевантни околу изјаснувањето и одлучувањето од носител на функција министер за труд и социјална политика, и ова комплетно ја покажува сликата во која се наоѓа во овој момент највисоката државна институција. Јас сериозно мислам дека после вакво скандалозно однесување на господинот министер за труд и социјална политика, ние веднаш треба подитно да реагираме до председателот на владата и да го известиме. Не можам да очекувам од колегите пратеници од ДПМН и од ДУИ. Тоа не можам да го очекувам, бидејќи тие се под контрола на извршниот комитет и одговараат само пред партискиот суд. Замислите, денес говориме за закон, ни требаат податоци релевантни, а министерот одбива да ги достави, пазете, со невидена леснотија и ароганција. И зашто говориме за? Дека 3249, замислите, кога податок добивате од министер дека овој закон ќе се однесува точно на 3249. Ваквата прецизност мене ме упатува дека некој седнал и во раце држал анализа. Точната бројка на лица мене ме упатува дека дури и матичниот број со собствена работна историја на секој вработен кој ќе може навистина да ги користи придобивките од овие измени на законот. Сега правам една навистина проста математика. Ако точно 3249 лица, како што кажа министерот, ама одбива оваа бројка, да ја документира и аргументира, тогаш чекам од службите нарачав да го разгледаме и буџетот на Министерството за труд и социјална политика, дали овие средства се обезбедени како што пишува и во работниот материјал. Земам предвид дека 10 месеци во 2014 ќе се исплаќаат по 7100 денари на 3249 луѓе, и тоа испаѓа дека ќе треба да бидат издвоени 230 милиони 67.900 денари. Тоа е буџетот што е во сила и кој е на располагање на министерот. Сега сакам да поверам од која ставка ќе бидат исплатувани 3249 парични надоместоци, бидејќи сакам да верувам дека министерот не го чувствува собранието како игралиште или како мајтап. Ќе дојдете овде, ќе кажете бројка, а кога ќе ви ги повараме документите, ќе кажете не, со кое право?